Фудбалската федерација на Македонија веќе повеќе од 2 години работи со нормативни акти неусогласени со Законот за спорт, а во такви услови се одржа и изборното собрание, на кое по долги месеци федерацијата доби председател, но во процедура неусогласена со законот. Во јавноста се шират информации кои велат дека наводно некои државни институции и дале рок на федерацијата да ги усогласи нормативните акти со Законот за спорт. И доколку не го стори тоа, постои посебна процедура која ќе направи нови драматични ситуации во федерацијата. Во случај раководството на една спортска федерација да не постапува законски, Агенцијата за млади и спорт формира координативно тело, кое ќе закаже ново вонредно генерално собрание, сочинето од делегати од фудбалските лиги и представници на клубовите. Директорот на Агенцијата за млади и спорт при изборот на Сеидини за председател на ФФМ потврди дека за Агенцијата неговиот избор е нелегитимен, а многу извори тогаш го отворија и прашањето за губењето на решението за вршење на дејноста спорт за ФФМ, нешто што е малку веројатно. Од друга страна, УЕФА и ФИФА испратија своји представници на собранието, со што на некој начин му дадоа и легитимитет, но ја подвоја иницијативата ФФМ да се натера да се усогласи со законот уште тогаш. И понатаму остануваат надежите на фудбалските фанови дека најмоќната спортска федерација во земјава ќе се врати во колосек и конечно за ФФМ ќе почнеме да зборуваме почесто кога зборуваме за спорт, фудбал и резултати.